Под еден, сите вршители на земјоделска дејност со претходна најава од еден ден претходно на кол центарот на телефонски број 13300 ќе можат да ги вршат земјоделските дејности на нивните имоти, при што при пријавувањето ќе треба да дадат податоци за и тоа лични податоци, име, презиме, матичен број, телефонски број, адреса на живење, локалитет каде се наоѓа земјоделскиот насад. Пријавувањето на кол центарот е најкасно до 20 часот секој ден за наредниот ден. Истовремено се потенцира дека при контрола на овластени службени лица, на истите лица кои што имаат најавено на кол центарот и при контрола од МЗШВ, доколку податоците се неточни и неверодостојни, ќе бидат санкционирани. Така да мораме да бидеме комплетно одговорни. Исто така тука би дополнил дека малолетни лица и лица над 67 години не спаѓаат во оваа категорија што може да добиваат одобрение за вршење на земјоделски дејности. По два, заради зголемената контрола за спроведување на мерките и препораките од влада во врска со COVID-19, Општинскиот кризен штаб донесе заклучок да се побара од Министерството за одбрана отстапување на 25 припадници од армијата, кои би биле вклучени во процесот на контрола на безбедносните мерки на територијата на општина Кавадаци. Исто така се задолжува територијалната противпожарна единица и Центарот за управување со кризи да имаат поголема мобилност и вршење на нивната дејност надвор од општината во следните подрачја за презимање на мерки од против пожар. По три се задолжува општина Кавадаци, територијалната противпожарна единица, ЈП Комуналец, шумски суми подржна единица Бор, да продолжат со мерките за дезинфекција и тоа редовна дезинфекција на сите автомобили на трите влезови во градот. За време траењето на полицискиот час, дезинфекција ќе се врши од страна на представниците на ОВР Кавадаци и територијалната противпожарна заштита. Општина Кавадаци два пати неделно да врши дезинфекција на заедничките површини на колективните стамбени згради, влезови, скалничен простор, лифтови, кои имаат повеќе од 8 стамбени единици, како и на јавните институции. Општина Кавадаци да врши аеродезинфекција еднаш неделно во деновите за викенд. Тоа се вака конкретните мерки што денеска беа донесени на кризниот штаб. Како поминавме викендот граначанци, бевме дали дисциплинирани? Така, општина Кавадаци нема некои поголеми нарушувања на мерките во делот на полициски час за викендот, со оглед на тоа дека ни беше прв викенд каде што повеќе од 40 часа луѓето беа на некој начин во изолација. Земјоделците успеа да си ги завршат нивните секојдневни дејности со претходната најава на кол центарот и со најавата од Министерството за земјоделие подршната единица, така да генерално во ред и немаме никои поголеми прекршувања. Јас би сакал да дадам еден апел да кажам, општина Кавадаци се уште до денеска е на онаа бројка од тројца заразени, еден починат како претходно посмртно најдено лице со албанско државјанство, одностануваме на 20 заболели и веќе излечени. Тоа е добро за општина Кавадаци, што немаме проширување на болните од COVID-19. Се надевам дека доколку и оваа недела останеме на истото, сите мерки кои што ги имаме ставено и превентивни ситуации укажуваат на тоа дека нема да имаме повеќе заболени. Очекувам да издржиме за великденските празници да бидеме во домашна самоизолација или по препораките на владата, со тоа да надминеме и ова недела и мислам дека од наредната недела веќе треба да се разлабаваат сите мерки. Инел го носи најбрзиот оптички интернет до вашиот дом.